Општина Ѓорче Петров денеска и официјално ја представи програмата за претстојниот културен фестивал Звуците на културата, кој за прв пат оваа година се организира на повеќе локации низ општината. Фестивалот, кој што е комбинација од традиционални и модерни звуци, а во кој учество ќе земат голем број звучни имиња, како Миле Кузмановски, Игор Џамбазов, Тони Зен, Куку Леле, Бени Шекири и други, се очекува да предизвика голем интерес кај граѓаните. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски сите жители на Скопје и пошироко ги повика да присуствуваат на свеченото отварање во среда, на 19 септември, како и сите останати денови се до 23 септември. Апелирам за голема присутност, бидејќи навистина имаме богата културно-уметничка програма, еден културен хепенинг и перформанс кој што досега не е случаен во општина Ѓорче Петров. Направивме еден спој на младост и искуство, на наши таленти од Ѓорче Петров, таленти музички од Скопје, од Република Македонија и веќе истакнати наши изведувачи кои што ќе дадат соодветна тежина на овој културен перформанс. Имаме промоција и на нашиот светски веќе етаблиран филм Исцелител, кој што режисер, сценарист, продуцент е Ѓорче Ставрецки, кој што има живеено и израснат во Ѓорче Петров. Покрај забавата, фестивалот ќе има и хуманитарен карактер. В сабота од 10 до 16 часот во Домот на културата ќе биде организирана крводарителна акција, на која позитивен пример преку дарување крв ќе даде и првиот човек на општината. Покрај крводарителната акција, организаторите најавуваат и хуманитарна акција. Ќе биде вклучена и голема хуманитарна акција во која ќе бидат обезбедени од поголемите маркети наши донатори соодветна храна и облека за социјално загрозените граѓани, која што ќе трае во текот на целата манифестација, а на 22 септември ќе биде заокружен овој хуманитарен дел со една крводарителна акција. Јас како крводарител ги повикувам сите заинтересирани крводарители, тие што не давале, за прв пат да даруваат во киното со почеток од 10 часот. 20 септември, како ден, каде што го обележуваме денот на општина Ѓорче Петров, кога во далечната 46-та година за прв пат е именувана општината по името на нашиот патрон и револуционер Ѓорче Петров. За тој ден подготвуваме свечена академија, положување на цвеќе и дополнителни културни активности, на која што свечена академија, за прв пат ќе кажам, дека ќе го промовираме кратко во една секвенца и документарецот кој што го подготвивме за Ѓорче Петров. Неговото движење како населба, како општина од низ историјата до ден денес со проекција за еднината и кои што нашите желби како го замислуваме Ѓорче